слобода на говор не е слобода на лажење. Значи, ова лажење и ова проширување на невистината не е слобода на говор, тоа им штети на луѓето. Дезинформациите се повторуваа, беа многу репетитивни. Значи, некој ако не бил излажан првиот пат, ќе биде излажан вториот, петтиот и 10-тиот пат. И ние моравме постојано да ги ловиме, постојано да ги дебанкираме истите дезинформации, доаѓаа нови и беше постојана битка. И таа битка се уште ја водиме. Доека вистината ги обуе чевлите, лагата ќе го заобиколи светот. Дезинформациите се многу податни. Они се, значи, станува збор за приказна, каде што имате добриот и лошиот. Вистината, кажана со научен јазик, и научната вистина е комплицирана. Таму нема јунак. Као прво треба да се биде упорен. Исто онака, они како што се упорни, треба и ние да бидеме упорни. Со тоа што, нели, за жал, многу е полесно да се лаже, многу е потешка потрагата по вистината. Лаги се смислуваат веднаш, вистината по потрагата бара и време и ресурси. Степенот на загаденост на нашиот медиумски простор со дезинформации, манипулации и слично е толков што има потреба од специјализирано активирање и за да се поттикне јавната дебата за тоа што е точно, што не е точно, а особено да им се помогне на граѓаните кои што не само преку медиумите, туку и преку социјалните мрежи добиваат разни погрешни информации кои што потоа ги користат за носење одлуки во животот. Тоа не се само политички одлуки, туку се одлуки за нивното здравје, како што видовме со ковид. Овие теми како дезинформација и говор на омраза, нивното штетно влијание не само на демократијата, туку и на ширење на еден поглед на свет кој што потоа влијае на сите да не живееме во подобро општество, не сме да се занемарат.